Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Доктор Лолита Андоновска, специјалист по патологија, е новиот директор на Кочанскиот здравствен дом. Смена на раководството денеска има и на Центарот за јавно здравје, каде што за нов директор е назначена доктор Магдалена Манасиева. По смената на раководството на здравствениот дом во Виница и назначувањето на доктор Венко Данчев за нов директор, од денеска и кочанските здравствени установи со нови раководства. Имено на здравствен дом Кочани за нов директор од страна на Министерството за здравство е назначена доктор Лолита Андоновска. Андоновска е специјалист по патологија и работи како патолог во Кочанската болница. Доаѓа на местото на доктор Иван Спанчевски, специјалист по училишна медицина, кој што досега го раководеше здравствениот дом во Кочани. На Центарот за јавно здравје Кочани доктор Магдалена Манасиева. Манасиева е општ лекар и веќе 10 години работи на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Доктор Манасиева како директор на Центарот за јавно здравје доаѓа на местото на Димитар Димитров, кој што досега раководеше со здравствената установа. За промена на раководството на Кочанската општа болница, Министерството за здравство се уште се нема изјаснето. Освен во Кочани, промена на раководството има во јавните здравствени установи скоро во сите градови во државата. Деновиве се направени кадровски промени на неколку институции во Виница. Нови раководни лица се назначени на здравствениот дом и на полициската станица, како и на државниот комунален инспекторат, со што по подолг период виничанец се најде на чело на една државна институција. Кадровски промени на неколку институции кај кои надлежностите ги има државата, деновиве се направени во Виница. Откако првично беше најавено оти за нов директор на здравствениот дом е назначен доктор Венцо Вуинов, од Министерството за здравство дојде исправка на таквата информација. Всушност, на чело на Виничката јавна здравствена установа е поставен доктор Венко Данчев, специјалист по интерна медицина, кој и досега беше вработен во оваа институција. Во претходниот состав на Советот на општина Виница, Данчев беше и негов член, а ја представуваше коалицијата предводена од СДСМ. Новина во раководното место има и во полициската станица во Виница. За нов командир е назначен Љупчо Петров, кој засега функцијата ќе ја извршува како вршител на должноста. Промената е направена деновиве, а по конституирањето на новиот општински совет на есен, ваквата одлука на Министерството за внатрешни работи ќе треба и официјално да биде верифицирана. Промена во раководството е извршено и во државниот комунален инспекторат во Скопје. За нов директор на институцијата е назначен виничанецот Ивица Димитров, актуелен претседател на општинската организација на СДСМ. Со тоа, по подолг период од Виница доаѓа кадровско решение на некоја од државните институции. Заедно со пратеничкото место што го има СДСМ во Републичкиот парламент, директорската позиција на Димитров во јавноста се толкува како признание за досегашното успешно работење на локалната партиска организација. Нов директор и предлог за воведување нова манифестација под наслов Нов културен бранд 2017 и во Центарот за култура Бели Мугри. За ВД директор на установата е назначена магистер Александра Димитрова, која што досега го раководеше ликовното студио, што функционира во склоп на Центарот. Центарот за култура Бели Мугри информира дека во тек е конкурс за учество во финансирање проект од национален интерес во културата. Станува збор за манифестацијата Нов културен бранд 2017, која што е на иницијатива на новото раководство на националната установа магистер Александра Димитрова, која што е назначена за ВД директор на Центарот. Како што истакна Димитрова, Центарот за култура Бели Мугри всушност се нуди како една од можните локации за реализирање на предлог проекти на субјектите на кои што се однесува конкурсот, а тоа се автори од областа на културата, здруженија на граѓани, асоциации, чадор организации и неформални групи. Досега Министерството за култура ја финансираше манифестацијата Топол културен бран, во која редовно секоја година со програма се вклучуваше и општина Кочани.
Манифестацијата Нов културен бранд 2017, според одлуката на Министерството за култура на Република Македонија, ќе се реализира во месеците септември, октомври и ноември, односно се до искористувањето на средствата наменети за оваа манифестација. Од Министерството за култура на Република Македонија сметаат дека манифестацијата Нов културен бран 2017 ќе биде можност за докажување на автори од областта на културата, здруженија и организации со интересни програми и проекти кои ќе имаат национален интерес за културата. За повеќе информации и за пријавување за учество, сите заинтересирани субјекти може да побараат во Националната установа во Центарот за култура Бели Мугри Кочани или на веб страницата на Министерството за култура на Македонија. Поради високите дневни температури, источниот регион од државата се наоѓа во портокалова алертна фаза. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека температурите ќе останат на ова ниво до почетокот на следниот викенд, поради што дел од локалните самоуправи го прилагодуваат работното време. И во текот на наредните денови до почетокот на викендот, топлотниот бран ќе се одржува во цела Македонија, поради што државата ќе остане во така наречената портокалова алертна фаза. Според најавите на метеоролозите, температурите ќе го надминуваат 40 степен, што е причина граѓаните да преземат соодветни мерки за заштита на своето здравје. При тоа се препорачува избегнување на директна сончева изложеност, избегнување престојно отворено во периодот меѓу 10 и 17 часот, консумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и избегнување консумација на лесно расиплива храна. Такви се и препораките што Министерството за здравство ги истакна на својата интернет страница toplotnibranovi.mk. Поради високите дневни температури, дел од локалните самоуправи во Македонија го прилагодуваат и своето работно време. Таков е случајот и со општина Чешиново-Облешево, од каде испратија известување дека во текот на оваа недела општинските служби ќе работат во периодот од 7 до 15 часот. За сега нема официјални информации дали и другите локални самоуправи од регионот ќе се придружат на ваквите привремени измени, иако првичните најави се дека со новите законски одредби од 1 септември ќе има флексибилност во работното време, односно некои служби ќе работат во 2 смени. Во врска со топлотниот бран од портокаловата фаза, од Министерството за здравство препорачуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високи температури. Советниците од Советот на општина Зрновци на денешната седница дадоа зелено светло за основање на правен субјект детска градинка Бисерчиња во Зрновци. Градинката е целосно готова и опремена и се очекува на почетокот на септември да ги прими првите дечиња на престој. Членовите на Советот на општина Зрновци на денешната седница донесоа едногласна одлука за формирање правен субјект детска градинка во општина Зрновци. Со ова советниците дадоа зелено светло за основање на градинката, како и донесување на сите правни акти поврзани со неа. Ни престои регистрација на детската градинка и со сето тоа значи ќе може детската градинка и да почне да обавува дејност. Ние очекуваме дека ќе постигнеме на самиот почеток бројка од 50 дечиња кои што ќе бидат сместени во детската установа во Зрновци. Овде би спомнал и дека детската установа веќе и најавивме дека ќе се вика Бисерчиња, така да тоа можам да кажам дека и предлог на повеќето од граѓаните, имаше повеќе предлози, меѓутоа овој предлог ни дојде како најприличен и затоа останавме на името Бисерчиња. Инаку новата градинка во општина Зрновци е лоцирана на влезот во населбата на магистралниот пат Зрновци-Кочани и се простира на површина од 420 метри квадратни, располага со капацитет од 50 до 80 деца. Изградбата на градинката општината ја чини 230.000 евра. Финансиските средства се обезбедени од ИПА програмата за рурален развој. Набавката на опремата и целосното опремување е обезбедено со средства од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Новата детска градинка во Зрновци ќе значи нов живот за младите семејства во оваа општина, бидејќи засега 30 на дечиња секојдневно се носат на згрижување во детската градинка во Кочани. Кочани и Виница се дел од 8 општини во Македонија во кои под закуп на подолг временски период
се нуди државно земјоделско земјиште со определена намена. Заинтересираните закупувачи треба на површините да засеат долгогодишни насади или да изградат стопански објекти за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Општините Кочани и Виница се вклучени во огласот што веќе тече, а го објави Министерството за земјоделство за давање под закуп на државно земјоделско земјиште со површина над 3 хектари. Според техничката спецификација, на располагање на заинтересираните им стојат близу 102 хектари во атарите на Кочани и на селата Оризари, Лепопелци и Соколарци, како и околу 13 хектари во атарите на виничките села Истибање и Пекљани. Во Кочанскиот регион се работи за вкупно 9 парцели и сите под закуп се нудат со однапред определена намена, односно за подигање долгогодишни насади со овошки или лозја и оранжерии до 30 години, за насади со лешници до 70, за маслинарници до 50, како и за ливади, други земјоделски култури до 15 години. Доколку закупувачите се решат да изградат рибници или пак објекти за спортско-рекреативни активности и рурален туризам, периодот на закуп е 20 години. Сите парцели катастарски се водат како ниви, при што над нив нема никаква службеност или други правни товари, а на земјиштето не е засеяна ниту една земјоделска култура, односно веднаш по склучувањето на договор за закуп, инвеститорот ќе може да го реализира својот проект. Во Виничкиот регион пак под закуп се издаваат 2 парцели во атарот на споменатите села, при што едната кај Истибања е со површина од над 8 хектари, додека кај Пекљани е со нешто повеќе од 4 хектари. Според условите во огласот, заинтересираните можат да се пријават до почетокот на октомври. За доделување на земјиштето под закуп ќе се одржи лицитација, при што почетната цена од хектар изнесува во просек околу 60 евра. Право на учество имаат домашните физички и правни, како и странските правни лица, кои ќе мора да се регистрирани вршители на земјоделска дејност, како и да достават банкарска гаранција за учество на јавен оглас во висина на понудена 9-месечна закупнина. Освен во општините Кочани и Виница, со јавниот оглас за закуп, државно земјоделско земјиште за слични намени се нуди и во Битола, Гевгелија, Ресен, Струга, Кавадарци и Кратово. Голем собир на пензионерите од Македонија ќе се одржи на 12 август сабота во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во село Пантелеј. Станува збор за 11-тиот поред традиционален собир на пензионерите од цела Македонија. Друженијето на пензионери од Кочани во сабота на 12 август во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во село Пантелеј ќе го одржи традиционалниот 11-ти поред собир на пензионерите од Македонија. Како што информираше претседателот на Кочанското пензионерско здружение Ѓорги Серафимов, на собирот во Пантелеј се очекува учество на над 3000 пензионери од повеќе краеви на Македонија. Се очекува присуство на пензионери и од најоддалечените места во државата од Западна Македонија. На собирот ќе биде презентирана кратка културно-уметничка програма со присуство на музичка група, која што ќе придонесе за веселба и расположение на присутните на собирот. За сите посетители е предвиден традиционален манастирски ручек гравче со димено свинско, салата и лепче. Оброкот чини 50 динари, за што е потребно присутните на собирот со себе да понесат прибор за јадење. Собирот започнува во 10 часот, а тргнувањето е од автобуската станица Кочани во 8 часот, од каде што Автоатом има организирано превоз. Повратниот билет Кочани, Пантелеј Кочани чини 50 динари. Од Кочанското здружение на пензионери најавуваат регулирање на сообраќајот од Кочани до Пантелеј и обратно од страна на полициската станица Кочани, а на местото на собирот е предвидено да биде присутна и лекарска екипа. За време на престојот во манастирскиот комплекс во Пантелеј, посетителите можат да ги посетат двете манастирски цркви, посветени на Свети Пантелеймон и Света Богородица, градени во средината на 19 век и фреско живописани од страна на тајфата на Димитрија Андонов Папрадишки. Следува информацијата од спортот. Последниот викенд од август ќе започне правенството во втората фудбалска лига Исток, а веќе се познати паровите што ќе се сретнат на стартот. Во Кочани, Осогово ќе биде домаќин на стариот ривал Кожув од Гевгелија. Ждребувањето за двојките што ќе се сретнат во првото коло од новото првенство на реформираната втора фудбалска лига Исток
на Кочанскиот второлигаш му одреди на стартот да биде домакин. Жолто-сините на стадионот Никола Мантов на 26 август ќе ја дочекаат екипата на Кожув од Гевгелија, која им е стар ривал. Со оглед на досега прикажаното во контролните пријателски средби, Кочанскиот тим ќе има тешка задача да ги освои бодовите и да покаже дека нема да има само епизодна улога во втората лига. Првиот настап на нашата екипа во повисок ранг се очекува да биде повод по подолго време на стадионот да дојдат поголем број гледачи за да го бодрат својот миленик. Сепак, пред почетокот на првенството, нашиот второлигаш ќе има уште еден тест на подготвеноста, со оглед што ќе игра во првото коло од надпреварите за Купот на Македонија. И во овој надпревар Осогово ќе биде домакин, а на стадионот во Кочани ќе гостува Штипска Брегалница. Нашите фудбалери ќе имаат тешка задача да ја прескокнат првата пречка, без разлика што штипјани веројатно се демотивирани и играчки ослабени по испаѓањето од прволигашкото друштво. Средбата со Брегалница ќе се игра в среда на 16 август. Во рамки на подготовките, викендов Осогово одигра уште еден контролен пријателски надпревар со новиот прволигаш Академија Пандев од Струмица. Струмичани се покажаа како цврст и сериозен противник и ги поразија домакините со катастрофален резултат од 8:0. Со тоа, од 5 одиграни средби во подготвителниот период, жолто-сините претрпеа 5 порази, а најтежок е токму последниот, на кој домакините беа целосно надиграни. Дека нема што да бараат против гостите од Струмица се види уште во првото полувреме, кога веќе губеа со 5:0, така што до крајот на средбата Академија Пандев го зголеми водството и докажа дека од годинава заслужено ќе се надпреварува во првата лига. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.